Опасноста е се поблиску. Од денеска државата ја активира кризната група за коронавирусот, која ќе ги менаџира сите информации и активности во врска со случаите со COVID-19. Во моментов на располагање се околу 40.000 маски и 10.000 мантели и скафандери, а се подготвува и набавка на дополнителен број. Се донесе заклучок да се направи кризен штаб во рамките на Министерството за здравство, кој што ќе ги координира сите активности на сите јавноздравствени институции и ќе имаме секојдневна комуникација со медиумите. Се обезбедија простори за по потреба изолација на патници, кои што би требало да бидат мониторирани 14 дена, тоа се инфективните оделенија започеток во Штип, понатаму во Велес и во Гостивар. Како што информираше телевизија Стар, а го потврди активираната кризна група, инфективното оделение во Штип од синоќ е едно од местата каде ќе се сместуваат сомнителни случаи на коронавирус во државата. Уште од самата појава на коронавирусот во Штипското инфективно оделение е подготвен карантински оддел за евентуални случаи на инфицирани пациенти. Сега истото се става во функција на пациенти за кои ќе се јави сомнеш за инфекција и кои согласно здравствените протоколи треба да поминат период на изолација. Токму поради ова од кај вашиот известувач позади овие врати е карантинот на инфективното оделение при Штипската клиничка болница. Превентивните мерки од коронавирусот пристигнаа, но пристигнали и паниката кај луѓето од неговата можна појава. Реакциите пред микрофонот на телевизија Стар се различни. Па види сега, тоа е опасно нешто. Човек треба да се чува. Лично дали се плашиш или? Да, како не, смртоносно е тоа. Не, остави. Па, ако дојде ќе дојде, ако нешто, тоа е. Вие лично страфливи од тоа? Не. Не, на кој како му пишано. Во државата нема регистрирано случај на коронавирус и место за паника нема, но внимателност треба да има. Ова првенствено подразбира одржување на лична хигиена, особено редовно и, што е најважно, темелно миење на рацете.